Тројца светци што вечера у кадијата. Чита Александар Станојков. Тројца светци му ошле на вечеру еден кадија на вечера. Кадијата му дал вечера да јадат едно јагне печено и една топла погача. Од кога му ставиле да вечерат, кадијата беше се скрил да слушат што ќе велат тројцата гости. Дали ќе се благодарат на вечерата што му ја дал да вечерат, али не. Едно беше рекле бисмилјам, демек Боже поможи, за да завечерат, и едниот рекол бует ќопек кокар, што значи месо на куче мириса. Буекме кули кокар, што значи лебов на умрено мириса, така рекол вториот. Бу кади ороспи оглидор, што значи кадијава курварски си е, рекол третиот. И се тргнале од трпезата без да вечераат. Од која и чу кадијата тие збори, беше го натерал измеќеро да му ја крени таа вечера и да му стави друга. Сопорво ја грабнал мајка си кадијата во една скришна одаја, да ја плаши со гола сабја в раце, да ја сечи главата, а ако не му кажи кој му е татко. Многу се отимала за да не му кажит мајка му на кадијата, а арно ама, кога виде зорт голем му кажала. Вистина, синко, му рекла, не си од истиот татко, чунки од кога го зедов, многу години дете не родив. Татко ти се едно ми се биеше шега од и не раѓав и јас на страмот згора, многу мажи обидов, дури тебе те зачнав. Кога ја чул кадијата мајка си што му кажала, на чудо беше станала на тројцата гости што го познале. Утруто рано беше го викнал касапу и беше го прашал, од кога му дал клетва, да му кажи право, јагнето, дали од овце е родено, дали од кучка. Од овце е родено кади ефенду, му рекол касапот. Туку мајка му умре и го навртов на една кучка да се дојде дури под порасна. Ете, и за јагнето се увери кадијата, оти било од пес. Го викнал брашнарот да кажи за брашното какво е и што е. Брашнарот му кажал на кадијата, оти пченицата била растена на една нива, што била на едно место кај што било гробишта. Тога и кадијата беше се уверил оти биле тројцата гости светци. На испраќање голем бакшиш му дал на светците, а арно ама тие ништо Кабул не сториле да му земат и си ошле.